Илијада, 520. Бој покрај бедемот. Вака ги врипила лечал бестрашниот син на Меноити и ранет во чадорот свој, а аргејските чети и тројски биеле битка во купој. Та не можел повеќе ровот нито широкиот зид да дадајците диздржи веќе, што пред корабите тие ги беа да правиле напред, а хекатомби славни не им дале пак на богоите, да им ги запазат цели корабите брзи и пледот силен. Зар се тоа било без волјата бесмртна Божја? Затоа многу баш време и не се задржало здраво. Додека Хектор бил жив, а налјутен Ахил и гневен, и дури здрав и градот на господар Приам си стоел, дотога се и големиот зид на хајците стоел. А што би згидале веќе да јардите јудаци тројски и од арѓејците многу, изгинаа па и останаа, а Приамовиот град во 10-та година падна, и на корабите пошле аргејците в родната земја. Тога да мислиле веќе и Бог Посејдон и Аполон да им го разурнат зидот, пуштајќи им поројни реки, што од Идајските гори во морето внатре се влеваат. Карес, Хептапор и Роди, и Рес, и Граник, и Ајсеп, па и божескиот Скамандров ток и струен Симоент, каде што големи штито и шлемови чудести многу паднале долу во праат во полубожеското племе. Нихните устија сите ги составил Фојб Аполон, струјата в бедем ја пуштил 9 дена. Зевс пак си врдел севезден, за да го вборе што побргу потопи зидот. Самиот пак земјотресец со острите враце бил напред, те им ги праќал во морскиот бран темелите сите, стебла и карпи што тешко ахајците беше ги клале. Родина рамна тој сторил крај струјниот мощне Хелеспонт, потем големиот брексиот повторно с песок го покрил, та им го разурдал зидот, а реките назад ги вратил в ток, кај што дихната вода крастострујда течела напред. Вака ќе стореле после и Бог Посејдон и Аполон, кога пак Силда се беше разгорела битка и врева околу стројниот зид, а под ударот гредите зидни бучеле. Сладани после од капшикот Зевсов се тргаа назад арѓејците се виздлабените кораби своји, поради страхот од Хектор, што знаеше Силдо да сгоди. Овој зар, како и напред, ко виорен ветер се биел. Како што кога се врти дива свиѓа или пак арслан, си одбликајќи во снага сред оние ловци и ртој, та се наредиле тие од спротива како кула, сфрлјувајќи ги вешто од спротива честите копја. Туку неговото срце не се плаши никога, нито мисли да бега, но гиде од својата собствена смелост. Везден вртејќи се, тој ги обидува сите редои, кај што ќе давали оној, попуштаат башките редои. Така и Хектор, одејќи низ војската, молел и бодрел да го прескокаат ровот јудаците. Брзите коњи никак не смееле зар, но запирале везден вискајќи, горе на самиот раб, што широкиот ендек ги плашал, ни да го прескочат веднаш, ни пак да го прегазат могле, зашто на обете страни се кревале рабови стрби околу целиот ров. Зар закачени на нив си биле шилести колци коеш, што ахајските синои ги клале големи еден од друг од душманите за да ги бранат. Вамо не ќе влезал конј да стројната кола ја влече лесно, пешаците пак би се думале дело да свршат, а Полидамант му прииде на храбриот Хектор и рече: Хекторе, и вие тројски сојузнички војводи други, лудо е да преку ровот ги терате брзите коњи, зашто е тежок за премин, а колјето сосема остро врз него згора, а бедемот ахајски зад него стои. Не можат никак да онде слегуваат и да се бијат коњици, зашто е тесно, та се ќе се израдат, мислам. Освен дека грбникот Зевс веќе одлучил сосема лошо да ги ахајците сотре, а тројците помогне сега. Ова јас не би го сакал да вистина в час да се стори. Сите што ахајци дошле од Арк да ги неслав до снема, ако се подвратат пак и да потиснат нас од бродоите и ако паднеме ние во ендекот ископан долу, повеќе мислам јас нема да отиде од нас ни гласник назад во градот, ак само ахајците нас не спотераат. Туку слушајте ме сега, што јас ќе ви кажам на сите. Слугите дека ги држат врз ендекот нашите коњи, самите пак наоружени со оружје, сите ние дека го следиме Хектора пеш, таа хајците тога нема да издржат веќе, ак часокот смртен им стигнал. Оваков збор Полидамант им прозбори, Хектор се сложил. Веднаш од колата тој со се срце на земја рипнал. Тога и другите тројци не оделе на коњи веќе, туку се симнале сите, штом дивидиот Хектор го вишле.
Потоа секој да возачот свој му нарачувал многу. Коњите добро во ред да преден дека од здраво ги држита се разделиле тие. Се средиле добро сите в петорди редои и пошле со своите војводи ведно. Со Полидаманци пошле безпрекорен, па и со Хектор најмногу мажи и дајарди јудаци, многу што пекаат, зидот да гурдат и поведат бој кај корабите вити. Дим им се придружил трет Кебрион, а Хектор им кладе од Кебриона друг полош, крај колата стража да чува. Парис, Алкатој и Агенор ги воделе другите борци. Третите Хелен и јунакот Боголик, оној Деифоб, двајцата синови да Приам, а трет беше јудакот Аси, Хиртаков син, што него го доделе црвени коњи големи дури од Аризба, од речниот ток Селеент. А да четвртиот водач им бил синот храбар на Анхис, оној Ајнеа, Архелох пак со него, па и Акамант, двајцата синови на Антенор, што знаеле секаква борба. А Сарпедон ги водеше в бој со јуздиците славди, со себе Главка го зел и Арејскија го Астеропаја. Овие зар му се вишле од најмногу се одликуваат побеѓу другите мажи, а самиот тој бил пред сите. Кога се собрале еден до друг со составени штитој, тргнале бестрашно в бој со дадајците, ни не мислејќи назад да одат, но сите во црните бродои да паднат. Потоа другите тројци и славни сојузници, содив советот на Полидамант безпрекорен час го послушаа, но не се согласил Аси, син Хиртаков, предводник Пресвел, кој да остави онде и слугата свој уздодржец, туку безумниот пошол до брзите кораби содив. Парадувајќи се одој со своите коњи и кола не можел лошите брии да ги избегне и да се врати вили ветерниот назад од оние кораби вити. Зашт безимената Моира го покрила пред тоа него под она копје да и доведе и Девкалионов славен. Навлегол лево тој од бродовите, а хајците кај што иделе од поле назад со своите коњи и коли. Тамо ги коњите терал и колите, не биле тогава со затворницата долга, затворени портите сосем, туку отворени нив ги држале за да го спасат секој свој другар, што бегал кон брзите бродои од бојот. Тамо тој коњите смело ги заврте, а другите пошле гласно викајќи, си мислеле зар дека хајците нема да издржат, но дека сите ќе пропаднат в црните бродои. Лудите туку си нашле кај портите јунаци двајца одлични, синови двајца од лапитите, баш копјоборци. Првиот син на Пеиритој, бестрашниот баш Полипојте, другиот пак Леонтеис, мажоборецот Арес што беше равен. Та двајцава тога пред ширните високи порти стоеле како што стојат во горите високи дабој, што издржуваат надвор по ветерот везден и дождот, зашто се сосема здраво да широки корења држат. Така и тие со верба во своите раци и снага чекаа силниот Аси да навали и да се разбегаа. Одие пак со говецките штитови кредати горе, што со господарот Аси, со Јамена и Ореста биле и со Оиномај, и Тоант и на Асија синот Адамант, право кон стројни од Бедем со голема врвеле врева. Дури ги бодреле тие хајците објелоносци и дури биле сред нив, се браделе покрај бродоите. А кога разбрале дека тројанците навлегле в Бедем, меѓу данајците тога се кредала вика и трка. Двајцата риптале веднаш пред портите битка да бијат слични на нерези диви, што шумниот згон си го чекаат, мажи и пси што ги вијат во гората обгодувајќи, косо биејќи ја кршат и гората околу себе, од корени скорнувајќи, со забите крцкаат тие, додека некој не удри и душата не им ја земе. Вака и сјајниот туч на дихните гради и крцкал штом ќе ги погодел некој. Се бореле зар боште храбро в силата верба имајќи и водредот горе што беше. Оние камења тога од стројните кули им фрлјаа, сами бранејќи се себе и своите чадори мили в скоропловните бродои. Костегулки чести што паѓаат кога виорниот ветер што надигнал облаци мрачни, долу ги истура полно да пребногу плодната земја. Така од тројските раце, а и од ахајските полно летале копја и стрели, та дихните шлемој и штитој папчести бучеле тапо од силните големи камни. Тога бил погоден веќе во обете бедра и јакнал синот на Хиртака Аси, в час очаен продумал дума: Оче, ој Зевсе, и ти веќе лаш си се направил голем, зашто не сум мислил јас дека хајските јунаци сега нашиот бес ќе го запрати непобедливите раце.
Тие пак слични да оси извиени среде или пчели, што си ги прават на камени пат седелата свој и својот излобен дом не го оставаат, туку ги чекаат мажите далов што одат и своите чеда ги брадат. Така и тие, иако се два, од портите дејќата отстапат пред да дочекаат смрт или в пленство да паднат. Вака тој рекол, до него да говорил Зевса со тоа. Овој зар в срцето сакал да Хектору слава му даде. Друзите биеле битка се околу другите порти. Мене пак тешко ми е како Бог да го искажам сето, зашто од камениот бедем живожарен огон од сегде беше се кренал, а скрбни аргејците морале сепак да си ги бранат бродоите. Ја досади биле боговите сите, што биле во бојот побошници Данајски први. Заедно пак и лапитите навлегле в смртната борба. А Полипојд, пресилниот син на Пери, тој го згодил дама со копието свое по кацига со образи бронзни. Него брозовиот шлем не го задржал, туку ја скршил коската врхот од бронза, та мозокот цел му се сматил вдатре и него го свладал, при се што бил спремен за борба. Потоа Пилона овој и Ормена ведно ги убил. Синот Антимах пак Леонтеј, Аресовиот Фидан, в појас Хипомаха го удрил со копието свое и го убил. В час потем остриот меч од дождицата своја ја го тргнал, та сред дожеството риптал и прв Антифата го удрил сосем од близу, а овој се испружил по земја на тил. Потоа Менон и Јамен и Ореста еден по други сите ги соборил долу на сехранителката земја. Друго свлекувале тие оружјето светка во однив, со Полидамант и Хектор стапувале најмногу момци, што биле најарди борци и најмногу пекале тога, бедемот да им го урдат и ги изгорат со огон бродоите. Туку се дубале уште, крај ендекот тие стоејќи. Кога се готвеле пак да преминат, прелета птица, високолетниот орел, в левата страда и полкот го спречи. Голема црвена збија во ноктите жива досејќи, таја се виела уште и не се предавала сосем, туку се извила назад, го кастала как што ја држал вгради под самиот врат, та ја испуштил да земја одој, оти го доболе силно. Сред луѓето долу ја фрлил, потоа гласно кликајќи си одлета ведно со ветрот. Тројците како ја вишле виткавата збија кај лежи, белегот на идидоносецот Зев сред купот, се стресле. А Полидамант му прииде на храбриот Хектор и рече: Хекторе, речи си везден пред соборот мене ме караш, ако и добро да зборам. Не прилега заради ни малку. Слободно обичен човек да зборува нито во совет, нито во војдата, пак туку силата се да ти расте. Сега ќе кажам пак јас, како најарно ми изгледа мене. Нека не одиме в бој со дадајците до кај бродоите, зашто ќе се исполни тоа, помислувам, салако верно знаков за тројците дошол, што готови биле да минат. Високолетниот орел в лева страда и полкот го спречил, огромна црвена збија во ноктите жива досејќи. Туку ја испуштил в час пред седелото свое да стигне и да ја подржал тој на милите чеда ја даде. Така и ние, иако со голема срушиме сила Ахајски порти и бедем, и овие ако се тргнат, не ќе се вратиме вред од корабите кои што сме дошле, зашто ќе застанат многу од тројците, што ќе ги сотре Ахајско копие и меч, корабите што ќе ги бранат. Вака ќе предскажал пророк што в паметта точно си знае, раздида толкова знаци, а народот не го слуша. Напорти го ополи тогаш и прозбори вртишлем Хектор. Никако не би е било што ти Полидаманте рече. Знаеш и друг многу поарен збор да ми кажеш од овој. Ако да вистина пак со намера ова го рече, значи ти го зели умот и самите богови веќе кога ми повелјаш ти да го изумам советот Зевсов, самиот тој што ми ветил и да исполни еднаш ми мигнал. Ти ми заповедаш пак да крилатните птици ги слушам, туку јас не сакам за нив да знам и не се грижам ништо, дали код изгревот сонце си летаат одие в десно или код мрачниот запад на левата страна од светот. Но да го слушаме советот пак од велјагот Зевса што над безсмртните царува тој и над смртните сите. Еден е најарен знак, татковината да си ја браниш. Што си се уплашил ти од крвавата војна и битка? Зашто иако до еден загидеме, другите сите покрај аргејските бродои, од смрт нема ти да се плашиш, кога ни пресмело не е ни борбено твоето срце. Ако пак сакаш од боја да избегаш, или со збори некого друг да говориш ти, да се тргне од војна, веднаш од моето копие ќе загидеш издишувајќи.
Вака велејќи тој тргнал, а оние по него пошле со огромен ужасен викот, а Зевс гробоубиецот веднаш од кај гори и би спратил виорен ветер, што кон корабите прав им досеше и духот го смаја Ахајски. Хектору пак и на тројците слава им носел. Вербе имајќи во бошта да Зевс и в неговите знаци се обидувале бедемот пак да хајците гурнат. Зеле од кулите венци и високи вршки да влечат, правите столбци со лоз да уриваат, што си ги први в земја хајците клале, за кулите потпор да имаат. Тие ги тргале дифта девајќи се дзидот да гурнат Ахајски. Туку ахајците пак се држале здраво и затворајќи ги потем преградните бради со штитој, де пријателите долу под бедемот ги застрелуваа. Двајцата ајанти тога под кулите оделе сегде за да ги бодрат и кредат ахајците в пресмела борба, еднега благо и кротко, а друге го строго и грубо. Кога ќе виделе сосем од бој да се трга, го ругаа. Другар е одличен кој е обичен, кој ли пак најлош меѓу орѓејците овде, за реднек види како не сме сите во бојот, на сите ни предстои работа сега. Знаете вие и сами. Да ниједен не гледа назад кон кај корабите своји, штом тројстиот клик ќе го чуе, туку продолжете напред и викајте едни на други, за да олимпискиот Зевс, гробоубиецот, денес ни даде да го одбиеме бојот и нашиот душман кон градот. Двајцава вака викајќи, а хајците в борба ги тераа. Како во зимскиот ден, кога паѓаат снеголки чести, штом ќе се дигне премудриот Зевс и ќе почне да врне снег. За на луѓето тој ден ги покаже стрелите своји, од кога пак ќе ги смири ветровите, се едно снежи дур да ги покрие сосем планинските високи врхови и расцутените полја, и плодните ниви и бавчи, и преку морските брегови, и заливи навирнал сполно, нив пак плискавиот бран ги растопува. Другите сите туку се трупаат преку, штом снежецот Зевсов ќе стегне. Така и овде од сегде си летале кабења чести преку тројанците едни, на хајците други пак многу, фрљани сегде, а букот врз целиот бедем се кренал. Тројците тога не би могле пак ни пресветлиот Хектор бедемот висок да гурнат и портите и долгиот завор, ако нарѓејците мудриот Зевс не им го кренал својот син Сарпедон како лав на витороги говеда красти. Веднаш тој штитот го креда што напред бил равен од сегде, прекрасен, обложен сиот со туч, што го исковал ковач и од надрештата страна му поставил говецки кожи многу, со златни пак клинци од секаде го опковал штитот. Него држејќи го напред и две копја в раце вртејќи, стапувал тој како планински лав што дека стал месо долго, та него го тера безстрашното срце и вика овците тој да ги збрка и стројната куќа да влезе. Зашто и ако ги најде овчарите ондека одој, како со пси и со копија го чуваат своето стадо, не може сепак да не влезе в дом од кај што го вијат, туку тој или ќе рипне да одграбне плен, или него негде пред првите копија од брзата рака ќе го удри. И Сарпедона божестиот зар го виктало вака, срцето в бедем да удри и тврдиот дзид да го урне. В час му проговорил тој на Главк од Хиполоха синот. Зошто да с двајцава Главко најповеќе везде де честат први со стол и со беса и преполни чаши не даваат в Ликија, така како богој в нас двајцата сите се пулјат. И крај брегоите на Ксант ни доделиле големо место, красто за овошта бавча и ордица жито што раѓа. Затоа треба да сме меѓу првите ликијци сега и да в жестокиот бој помогнеме бргу да сите. Вака да ликиец некој да оружат добро си рече. Сосема славно и често царуваат в Ликија ширна овие војводи наши, што пребасни јаганца јадат, медено си пијат најотбрано и пресилна стага имаат тие, што први се меѓу ликијците бијат. Другар убил, ако ние откидеме во оваа војна, потоа бесмртни веќе ќе бидеме вечно и млади. Ниту пак јас би се борил сред првите самиот после, ниту би тебе во бојот за мажите славен те пратил. Сега ни престојат нам пак небројни случаи на смртта, кои што не може смртник да ги избегне и да се спаси. Туку за нашата слава и нихтата напред во борба. Вака му рекол, а Главко го чул и веднаш се одзвал. Двајцата пошле водејќи велјата ликијска војска, а Петејевиот син Менестеј, штом ги видел, се стресол, зашто му пошле досејќи на кулата негова пропаст. В час кога на хајскиот одред да војвода види се обзера,
кој од другари му сега да го одбие злото би можел. Двајцата ајанти тога ги догледал каде што стојат гладни за војна и тевкра од чадорот како си иде. Туку и кога би викнал, не би можел никој да чуе зашто бил онаков вик што до небото шумот му стигал од удираните штитови шлемови с опашки конјски, од тие порти што биле затворени сите, а тие се обидувале нив да ги со сила срушат и влезат. В час по ајантите двајца ги го испратил гласникот тоот. Потрчај тоот е дивен до ајанта да ми го викнеш, поарно двата, зашто ова ќе се наерно сега. Оти, ќе настане овде неизбежна неволја скоро. Вамо натежнале заради ликиските вожди, што напред сосема жестоки биле во силните борби и битки. Ако и нив ги притиснала ондека нужда и борба, сам нека отиде ајант, бестрашниот син Теламонов, и нека упитниот стрелец го придружи овега тевкро. Вака му рекол. А него го послушал гласникот веднаш, истрчал близу до зидот на хајците панзироносци и пред ајантите дошол и ним им проговорил веднаш. Ајанти војводи смели, нарѓејците панзироносци, милиот син на Петеј, на хранеников Зевсов ве вика да му помогнете вие во тешката мака бар малце. Поарно двата, зашто ова од сеќе е наерно сега оти ќе настане онде неизбежна неволја скоро. Тамо навалиле заре ликијските вожди, што напред сосема жестоки биле во силните борби и битки. Ако и вамо пак сега притиснала нужда и борба, сам нека отиде ајант, бестрашниот син Теламонов и некопитниот стрелец го придружи овега тевкро. Вака им рекол, а силниот син Теламонов го почул. Веднаш на синот Оилеев му прозборил крилатни зборови. Ајанте, овдека ти силниот јунак Ликомет, двајцата борите се ги сега ганајците в пресмела борба. Јас пак ќе отидам таму, во борбата да им се најдам. В час ќе се вратам јас назад, штом ним ќе им помогнам прво. Теламоновиот ајант му прозборил вака и пошол. По него тргнал и тевкар што брат му бил роден по татко. По нив Пандион ги носел лаковите вити на тевкра. Кога до кулата на Менестеј пресмелиот дошле, влегле во бедемот внатре, на голема мака ги нашле, тога кога фуртуна мрачна на бедемот им се качуваа силните ликијски вожди и први главатари смели. Наеднаш едни со други се судриле, букот се кренал. А Теламонов ајант, прв отепал јунака тога другарот на Сарпедон, пресмелиот борец Епикле, од кога состриот каменот бедемот мраморен го удрил. Горе што положен бил на градобранот. Него пак лесно млад не ќе го кренал човек од луѓево какви се сега, нито со обете раце, а тој си го кренал и фрлил. Шлемот со 4 рога му го искршил, та му ги здробил костите в главата сите, а тој како некаков нуркач паднал од вишната кула, та костите духот ги тратил. Тевкро пак главка го згодил јуначкиот син на Хиполох, од превисокиот бедем Солак, кога овој се впуштил, кај што му догледал мишка со голена и го одбил од бојот. Скришем од бедемот назад се потргнал да хаец некој не види дека е ранет со зборови да не го руга. А Сарпедон се јадосал целиот, колку што разбрал дека си отишол главк, но не го оставил се едно бојот, туку го згодил и ранил со своето копие Алкмаон Тесторов. Го излекол потем, а тој по копието паднал ничкум та врз него звекна шареното оружје бронзно. А Сарпедон го фатил со јаките раце и влечел врхот, а целиот напред се струполил. Бедемот горе останал гол и на мнозина пат за да минат им сторил. По него ајант и тевкро си отишле. Овега оној сјајниот ремен го удрил со стрелата што околу трупот тешкиот штит му го држал, но своето чедо од смртта го одбранил Зевс, да не загине тој крај корабните крми. Ајант пак рипнал и го удрил со своето копје по штитот. Тоа го пробило сосем и го одбило смелиот борец. Тој од градобранот малце се потргнал не попуштајќи, зашто во своето срце се надевал слава да стече. Тога се свртил и викнал на дивните ликијци оној. Ликијци, зошто ве вака напуштила силната смелост? Тешко ми е сега мене при се што сум изоста стилен, бедемот сам да го срушам и отворам пат кон бродоите. Туку следете ме вие, зар мнозина повеќе можат. Вака им рекол, а тие од страв пред неговиот налог околу умниот водач се собрале повеќе сите.
Тогаш арѓејците пак од двете страни си ги собираа четите внатре зад зидот и свршија големо дело. Зар не ликијците силни не можеле зидот да гурнат данајски и да си отворат пат кон корабите нихни, ниту данајските борци од бедемот можеле назад да ги ликијците вратат, штом им се приближиле прво. Туку кod двајца што мажи за меѓите свој се спорат в раце држејќи си мерки за својот заеднички загон, заре на малечко место за еднекви делој се борат. Така градобраниот нив ги разделувал. Над него тие едни од други си ги слекле убавите колце штитој, говедски тешки и лесни што градите нихни ги бранат. Мнозина со безмилосниот туч се ранувале в тело, или, ак некој се всвртел и откриел своите плеќи, в тешкиот бој, та го пробиле мнозина сосема штитот. Сегде низ кулите пак и низ бедемот јуначка крвца текла од обете страни, од ахајски борци и тројски. Овие не можеле сепак ахајците да ги растераат, зашто се држеле тие ко влачарка чесна што држи кантар и волната везден на обете страни ја влечи израмнувајќи, да стече за децата оскудна плата. Така и нихната војна и бој се водел нарамно, пред да му додели Зевс повисока слава на Хектор, синот на Приам, што навлегол прв во ахајскиот бедем. Туку се провикнал овој кон тројците воскликнувајќи: "Станете, коњокроци, рушете го тројанци зидот арѓијски и во бродоите живожарен фрљајте огон." Вака им рекол бодрејќи, а оние слушале сите право кон бедемот здружно се спуштиле, а оние в часот се искачувале горе држејќи ги острите копја. Хектор пак дограбил камен пред портите напред што стоел голем, од оздола широк, а озгора остар и шилест. Него не би могле двајца од воинската најјаки мажи какви се луѓе сега, да од земја лесно го кренат в кола, а оној и сам си го подигнал лесно и носел. Синот на Итриот Крон му го направил сосема лесен. Како што овчарот лесното овновско руно го носи во едната рака, та него го притиска малечок товар, така и Хектор го носел кон штиците каменот право, кој што сосема здраво ги држале вишните порти двокрилни, стегнати добро, а однатре едно во друго оделе завори два, а клjuč ги прицврстувал еден. Застанал тој сосем близу, се опрел и в средина удрил со расчекорени нозе, да каменот в пусто не појде. Обата стожера ги избил, а тешкиот камен се срушил внатре, та портите силно зарикале. Него задржаа здравите завори него, зар каменот ги скршил сосем штиците што ги удрил, та прискочил светлиот Хектор сличен на брзата ноќ под очите. Туку тој светел страшниот туч што го носел на снагата. В рацете оној две копја држал, та никој до Бог не би го спречил него. Кога на портите рипнал, од очите огон му горел. Тога кон тројската дружба се завртил, зел да ги бодри, нека го прескочат зидот. Ко почуле овие него. Едниот зидот час го прескочил, другите пошле кон изрезбарените порти. Данајците пак се разбегаа кон издлабените бродои, та пресилна врева се крена.